И по повеќе од 2 децении Македонија не може да се пофали со развиено земјоделско задругарство. Не само што сме далеку од светските современи трендови, туку и кај нас постојните кооперации и основните принципи на здружување не се почитуваат. Беше речено на денешната трета сесија на работната група за земјоделство на Националната конвенција за Европската унија во Македонија. Според професорот Јован Аждерски, во Македонија некогаш имало и до 1000 задруги, а денес се 38, од кои дел постојат само на хартија. Немаат капитал, ниту се функционални. Светското искуство од земјите што се далеку понапред, како Франција, Ирска и Холандија, може да биде од корист. Кај нив преку 50% од земјоделските производи, набавката на заштитни средства, механизацијата, преработката одат преку задругите. Земјоделците мора да ги сватат значењето и улогата на задругите. Задругите се нешто меѓу приватниот и општествениот сектор и представуваат вид економско предпријатие кое третира социјала, укажа професорот. Министерот за земјоделство Љупчо Николовски потсети дека во тек е проектот за техничка и финансиска поддршка на задругите. Проектот предвидува директна техничка и финансиска поддршка во вид на грантови за 8 постоечки за 12 ново формирани задруги, како и поддршка на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство во однос на подобрување на постоечката законска регулатива со која што се регулира функционирањето на земјоделските задруги. Вкупната финансиска поддршка на овој проект изнесува 2 милиони евра, а досега се реализирани повеќе активности, меѓу кои што и 2 главенски анализи на законските рамки во Македонија. На состанокот присутните укажаа дека важна е меѓуздружната соработка и дека не смее да има дискриминација на членовите по ниту една основа, а клучен сегмент е и грижата за заедницата. Едукацијата на производителите е неопходна, како и образованоста на менаџерите. Тоа е посебен проблем зашто квалификувани кадри во мали средини како македонските села тешко се наоѓаат. Во Струмичкиот регион постојат неколку земјоделски задруги. Со оглед дека станува збор за земјоделски предел, оваа бројка не е задоволувачка, а и прашање е колку од постоечките работат ефикасно.